Со повеќе од 300 сончеви денови годишно, Демиркапија нуди нешто, односно по нешто за секој ден од годината и затоа со право можеме да кажеме дека Демиркапија е приказна која треба да се открие. Со неверојатни природни ресурси, но и со туристички потенцијал. Денеска дел од приказната во студиото ќе раскажеме со мојот гостин Лазар Петров, градоначалник на Демиркапија. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдовте. Слушнавме за богатата историја, но и за прекрасната природа и потенцијалите со кои располага Демиркапија. Тоа што е потребно е да се работи на искористување на овие природни ресурси за развој на општината и секако туристичка промоција на Демиркапија. Би сакала на самиот почеток да се надоврземе на претходниот прилог, докаде е постапката за прогласување на Демиркаписката клисура за заштитено подрачје, а всушност преку иницијативата за репрогласување на Демиркаписката клисура и реките Дошница и Бошавица за заштитени подрачја и што е најважно, што ќе се добие од тоа? Минатава година по општина Демиркапија заедно со соработка со Екосвест поднесивме во Министерство за животна средина предлог за прогласување на заштитено подрачје во делот на општина Демиркапија, каде што се наоѓа клисурата, меѓутоа не само и овие две реки што ги кажавте, Бошавица и Дошница, туку и Клисурска, Челавечка река и Копришка. Морам да напоменам, Демиркапија е неверојатно место во кое што има дури 6 реки. Да, 6 реки. Вистинско богатство. Најголемо, и затоа решивме сите овие реки, кои што се едни од најчистите во нашава држава, да ги заштитиме максимално. Министерството овој предлог го прифати и исто така го постави во најприоритетниот дел од акцијскиот план што ќе следува во нареднава година, пардон. И исто така имаме во моментот се работи студија за валоризација на овој дел за заштитава и исто така претпоставуваме дека до година, доколку одат сите овие работи како што треба, на крај ќе го изработиме и планот за управување, што е исто така многу важно, да не биде само заштитата, меѓутоа треба и подоцна до крајот, од кога ќе заврши овој дел со прогласувањето, секако треба да се направи план за управување и да кажеме понатамошна заштита на сите овие реки и клисурата. Исто така морам да напоменам дека сме поддржани од една од најголемите фондации за животна средина, The Nature of Conservancy, која е една од најголемите во Европа па и во светот. Да, исто така повелете. Кога ќе изработиме оваа студија за валоризација, мислам дека придобивките за општина Демиркапија ќе бидат многу големи, како во делот на туризам, така и во делот на земјоделието. И веднаш се надоврзуваме на туризмот. Всушност Демиркапија има неверојатен туристички потенцијал кој се повеќе се развива и нуди фантастични доживувања за посетителите. Тука е прекрасната Демиркапијска клисура, археолошките наоѓалишта, како никоја друга локација во Македонија, како што споменавме, има 6 реки. Она што е интересно да се спомене, орлите го одбраа ридот над Демиркапија за свое место за гнездење, а во долината на кактусите секако имате можност за неверојатна гледка на кактусите кои си направија свое единствено катче вредно за посета и што е многу значајно тука е приказната за виното и винариите кои што произведуваат високо квалитетно и, како што кажав и претходно, надалеку познато вино. Сега прашањето е дали доволно ги користите бенефитите од овие природни ресурси за економско јакнење на општината, што е многу значајно. Се уште мислам дека не ги користиме на максимално на највисоко ниво, меѓутоа сепак се обидуваме да ги испромовираме најмногу што можеме,
тука ни е делот, Демиркапија посебно го гледа на делот од транзитниот туризам. Значи, голем дел од луѓево кои поминуваат низ автопатот Е75 се пазарот на да кажам, на демиркапици, а исто така и развојот на овој авантуристички спорт, како што е накачување на карпи, велосипедизам, мотоциклизам, исто така рафтинг по Вардар. Имаме неколку, да ги кажам, понуди туристички кои туристите ги привлекуваат туристите и се интересни за нив. Како пакети. Исто така морам да напоменам дека двете винарии со своите сместувачки капацитети и одлични ресторани исто така ги привлекуваат туристите и ова е само да кажам зародиш еден последните 15 на години за развојот на винскиот туризам во Македонија. Иако Демиркапија е особено жива во текот на летниот период и посетен од голем број на туристи, како што рековте, особено е голем бројот на транзитните туристи, но има и туристи кои што остануваат и по неколку дена. Меѓутоа, сепак Демиркапија почнува да нуди можности во другите периоди од годината, но малку повеќе треба да се работи и на тоа поле, за да може да бидат отфатени сите 365 дена во годината, но би сакала малку повеќе да се задржи на она искористување на алтернативните видови на туризам и можноста преку тоа да се промовира општината. Да, се разбира, летниот период, да го кажеме потоплиот период, секогаш е многу попосетен од колку зимскиот период. Со сиве овие активности, значи, туристичките капацитети, значи сите туристички чинители заедно со се туристички капацитети, прават да Демиркапија го зголемува бројот на ноќевања во целиот период, да го кажеме, на годината, не само во летниот период. Исто како што напоменавте на почетокот во емисијата, исто така е доста популарно и наблюдувањето на птици, затоа што и Демиркапија е еден од најголемите резервати во екс-Југославија. За ретки птици има повеќе од 210 вида, ми се чини, на ретки птици, од кои најинтересни за наблюдување се белоглавиот орел, египетскиот и кралскиот орел. Меѓутоа, кога говориме за туризмот, секако на прво место ќе го ставиме винскиот туризам, кој што навистина нуди многу можности за развој и привлекување на посетители, особено по старата кралска визба, но и новите винарии кои што се отвараат, но и приватните производители кои што исто така произведуваат високо квалитетно вино, кое што е надалеку познато уште многу години наназад. Да. Се повеќе интересот се поголем да кажеме да дел од земјоделците прават своји производства и почнуваат да флашираат и продаваат своји производи, како што се вина, ракија. Тука можеме да ги ставиме и луѓето со производство на мед, кои имаат одлични производи. Исто така мислам дека да, баш овие, да ги кажеме сега, две винарии, во план е изградба на уште една приватна инвестиција, уште една, да ја кажем, бутик винарија, која мислам дека дополнително ќе додаде вредност во Демиркапија за привлекување на поголем број на туристи. Да, и токму на винската туристичка мапа и ако тргнете по патот на виното во Македонија, Демиркапија е неизбежно место кое треба да го посетите, а го посетуваат. Да, јас го сметам, може би сум премногу локал патриот, меѓутоа го сметам Демиркапија во Тиквешкиот регион како најубавиот микроклимат во Тиквешкото виногорие, каде што се произведува најубавото грозје. Можам и тоа да го докажеме и векови назад, кога кралот Караѓорџевиќ платил своји енолози и тие го одбрале токму Демиркапија, а исто така и во денешно време едни од најскапите вина на винарија Тиквеш, која е една од најголемите брендови во Македонија.
најскапите своји вина ги има токму од грозјето од село Барово, каде што исто така е во општина Демиркапија. Така. Говорејќи за виното, дојдовме и до главните земјоделски гранки во Демиркапија, лозарството, и секако зависно од временските услови, економската можност за одржување и обработка на лозовите насади, но и цената и пласманот на грозјето и неговите производи, дали се зголемува или опаѓа интересот кај граѓаните за одгледување на винова лоза? Или се уште продолжува таа традиција и кај помладите генерации? Продолжува кај помладите генерации, меѓутоа мислам дека со исклучок дека производството е намалено значително последниве 20 години. Меѓутоа сепак нели тоа надржиме како најголема гранка во општина Демиркапија, земјоделска гранка, ние се уште лозарството. Како дел од таа традиција, барем години наназад, знам дека важеше правилото секое семејство мора да има барем 1 до 2 или 3 декари лозје за да може да се представи како вистинско домаќинство. Тоа мислам дека е минимумот, мислам дека околу 5 декари секоја куќа, секогаш имал по околу 5 декари лозов насад, каде што дел се произведувало за домашна потреба ракија и вино, а дел одело на продажба во поголемите винари. Сепак, да кажеме дека најмногу за тоа што се намалува производството на лозови насади, се разбира цената на производството на грозје, меѓутоа сепак нели за цената доколку немате секундарни производи, не би можеле со лесно да биде исплатливо грозјето, а со производство негово, значи побарувачката и потрошувачката ја диктираат цената на самиот производ. Така. И сега зборувавме за природните убавини, природните потенцијали, меѓутоа мораме да влеземе малку и во урбаниот дел, инфраструктурните проекти и урбанизмот, кои што значително ги олеснуваат условите нели и за функционирање, пристапност, поврзување на заедницата, а воедно се отвара пат за засилен економски раст на општината, која што треба да биде урбана средина со сите можности и за жителите, но и за посетителите. Што е во фокусот на ваквите проекти? На вас како прв човек на општината? Демиркапија се труди максимално да ги искористи сите фондови кои ги дозволуваат во нашава држава. Значи, голем дел, да кажеме, во Демиркапија веќе не постојат не асфалтирани улици, како и во помалите места. Меѓутоа, сепак даваме и голем акцент на подземната инфраструктура, што ни е поврзано со делот од заштитата. Така. Неколку колектори се направени од повеќе километри. Можеме да останеме сосема горди на последнава капитална инвестиција, која го поврзавме село Чифлик со Демиркапија и повеќе нема излевање на отпадните води, меѓутоа сега се трудиме со нов проект исто така да направиме за прочистителна станица, каде што би дале акцент на животната средина на овие природни убавини што претходно ги спомнав. Да, особено ме радува што работите во рамки на инвестирање во проекти за заштита на животната средина, со што нели општина Демиркапија прави значаен чекор кон подобрување на квалитетот на животот на своите граѓани, пред се зачувување на природните ресурси за кои говориме и со кои што навистина можете да се пофалите. И од тука можеме да истакнеме и дека со повеќе од 300 сончеви денови во годината имате можност за искористување на обновливи извори на енергија. Најмногу сончеви денови, но мораме да споменеме и ветер, карактеристичен заради клисурата која што представува практично и граница помеѓу континенталната и медитеранската клима, каде што има судир, нивен судир и секако главното прашање е што правите во таа насока и како се развива таа можност за искористување на овие извори на енергија. Во моментот да ви кажеме дека има во Демиркапија две големи инвестиции во делот на енергетиката и производство на зелена енергија. Едната е производство на струја ветерен парк, како што и спомнавте дека го
користиме ветерот на најдобар можен начин. Во Демиркапија, според последниве истражувања, има нешто повеќе од 330 ветровити денови на делот од општината. Па затоа и се гради еден ветерен парк со од близу 40 мегавати зелена електрична енергија, а исто така во фаза е и да кажем една сончева централа која ќе биде за близу 50, планирани се близу 50 мегавати, а за почеток негде на околу 25 мегавати. Општина Демиркапија, ние како општина, како локална самоуправа, почнавме со покривање на дел од општинските објекти со соларни панели, каде што значително би сакале да ја намалиме емисијата на потрошувачката на енергијата и да си произведуваме на овие општински објекти зелена енергија од сонцето. Прво почнавме со училиштето Димката Ангелов Габерот, каде што се поставени веќе сончеви панели и значително, да кажеме, се намалени и сметките за струја, и тоа е добро што користиме сонцево како ресурс за да не се трошат. Кога ги создаваме и развиваме овие приказни, особено за помалите градови, неверојатно е како откривате колку скриени богатства и колку многу потенцијал има во овие мали места, со кои што, ако правилно се управува, тоа можат да бидат прекрасни градови кои што ќе бидат и економски јаки и ќе нудат одлични можности за жителите, и па на тој начин можеме да влеземе во некој период кога ќе ги заживееме малите градови во Македонија. Каква е состојбата со иселувањето во Демиркапија? Се празни ли општината? Има ли доволно ученици во училиштата? Да ви кажам право, да, се празни општината. Тоа е, да го кажеме, феноменот од последниве 20 и неколку години, и се повеќе млади ја напуштаат и државата, меѓутоа дел од нив кои се на студии во Скопје после своето студирање остануваат во главниот град. Да не кажам, можеби тоа е некоја погрешна политика каде што државата е премногу централизирана во главниот град, и главниот град нуди многу повеќе опции и полесни опции отколку помалите места. Да ги кажам, и дури многу поголеми градови од Демиркапија се испразнети. Младите се иселуваат. Така, затоа и треба да се работи во насока на овозможување, нели, на подобри услови за да можат и младите и сите оние граѓани кои што се иселили или размислуваат да се иселат, да останат во своите општини и таму, нели, да го градат својот живот. Јас би сакала кон крајот на разговорот, покрај сите овие аспекти на живење и можности кои што ги нуди Демиркапија како општина и како место кое што изобилува со природни ресурси, да се осврнеме малку и на културно-забавниот и спортскиот живот на граѓаните. Морам да напоменам дека вие вчера одбележавте 80 години од ослободувањето на Демиркапија и практично во текот на целата седмица имавте голем број на активности и вчера ви беше и онаа завршница. Да, повеќе денови траеше. Ова сакавме баш јубилејно да го одбележиме малку во подолг период. Општина Демиркапија, локалната самоуправа, организира низа активности, каде што вчера со свечената седница заврши со прослава на 80 години од ослободувањето на Демиркапија. Особено интересно на ваквите манифестации, кога ќе се соберат луѓето и кога ќе погледнете дека сепак има луѓе повозрасни, помлади и најмали, и ќе си речете, па чекај, Демиркапија пак и не е толку празна, сепак има жители на кои што треба да им се посвети внимание. Ние како локална самоуправа се трудиме максимално да го дадеме својот максимум и да го пружиме и овој
да го кажам на еден начин спортски, културно забавен живот на граѓаните во Демир Капија. Сега за брзина ќе следи завршниот концерт на фолклорното друштво Мирка Гинова и би сакале за наредново лето, кога ќе биде пак фестивалот на театарот, да го надополнеме месец август со уште неколку концерти за истиот месец. Јас ќе напоменам дека спортот од секогаш бил еден од приоритетите како дел од социјалниот живот во Демир Капија и познати се успесите на фудбалскиот клуб Лозар на времето, што би рекле Демир Капијци. По подолго време се потврдува и потребата од него и затоа во еден период најавивте изградба и на ново фудбалско игралиште. До каде сте со него? Да, веќе половина, мислам, еден дел, првиот дел е веќе изграден. Исто така, сега вториот дел, одобрени се средства од сега Министерство за млади и спорт, каде што ќе одиме со втора фаза или да ја кажам завршна фаза и уште 15% од средствава до година општина Демир Капија ќе ги обезбеди тие средства за нареднава година конечно да продолжи фудбалскиот клуб Така. Лозар како што му доликува. Така. Практикувањето на спортот и значи поттикнување на тимска работа и промовирање нели на активен животен стил и спортски дух посебно кај младите. И кога сме кај спортот би сакала да го заокружиме разговорот дека последниве години заживеа нешто што беше долгогодишна на времето долгогодишна традиција во Демир Капија, тоа беше кајакот на диви води. Да, кајакот особено последниве неколку години повозрастни и помлади ентузијасти кои практикуваа кајак од поодамна, сега повторно пак се вклучија. Последниве 6-7 години сме навистина горди. Тие се едни од најголемите амбасадори на Демир Капија со своите членови кои представуваат достојно не само во Македонија кајкарите, него и надвор од неа. Ви благодарам многу за гостувањето. Пренесете ги нашите топли поздрави до Демир Капија, најтоплото градче во Македонија, а верувате ќе дојдеме да ве посетиме и да уживаме во сето тоа што го нудите како општина. Ви благодарам на поканата и ми беше драго што бев ваш гости. Ми беше задоволство.